Како што најави Јана пред кратката пауза, еве сега да повторам јас, наш гостин е градоначалникот на Крушево, Томе Христоски. Добро дојдовте. Ви благодарам на поканата. Ги поздравувам гледачите на 1 ТВ. Добро дојдовте. Национална географија, кога ќе се спомне Крушево, кога ќе се спомне Македонија во еден пейсаж на имиња како Амазон, како Оман, како Сејшелите, сеедно, тоа се прекрасни места со прекрасни фотографии. Тука некаде е и Македонија, особено со акцент на Крушево и неговите природни убавини. Како се чувствувате кога ќе го слушнете тоа? Се гордеам со Крушево, се гордеам со моите сограѓани. Продолжуваме да работиме се во интерес на моите сограѓани. Крушево му претходеше не само национална географија, на тоа му претходеше и супер бренд. Прв пат во Република Северна Македонија некоја општина добива супер бренд. Добро, сега сакам да ја прашам, откако ми кажавте како се чувствувате, што е она што придонесе за еден таков ранг на Крушево? Дали тоа е самата природна убавина на градот и околината, или тоа се макотропни сати работа? Па видете, Крушево си има свој потенцијал, како од природен аспект, така и можеме во областа на туризмот, меѓутоа си има Крушево е град на историја, култура и традиција. И ние сме должни не само кон своите сограѓани, туку и Крушево да направиме дестинација, посакувана дестинација, туристичка дестинација. Работиме интензивно јас заедно со мојот тим, одиме на сајми, го промовираме Крушево секаде онаму каде што сметаме дека е тоа потребно и каде што навистина носи бенефит не само за крушевчани, туку и за нашата држава. Знаете зашто така го поставив прашањето, бидејќи има и други места во Македонија со таква природна убавина, па не добиле таков ранг, не биле истакнати. Така, во однос, господине Христоски, на ова што е и претходно нашиот гостин Димитар од организацијата на фестивалот Уенин Крушево го зборуваше, развивањето секако ставањето акцент на било каква манифестација што ќе се одржи во овој дел, колку е тоа значајно и планирате ли да давате уште поголема поддршка на вакви фестивали? Па нека не се само фестивали, целокупно земено. Да, секако овие фестивали носат голем број на туристи, а со тоа и се подобрува локалната економија на општина Крушево. И не само тоа, продолжуваме да работиме поинтензивно и понапорно, заедно со мојот тим секако, се разбира, на промоција на сите саеми онаму каде што претходно наговестив дека ќе се промовираме како општина. Затоа што Крушево заслужува да биде посакувана дестинација и Крушево може да живее од туризмот. А каква е ситуацијата сега, дали може да се каже дека живее Крушево од туризмот? Па сметајте, овој период беше Крушево празно изминатите години, Крушево беше, морам да признам, подзаборавено малце. Меѓутоа работевме и го правиме дестинација за 4 сезони. Овој период имаме пролетен надпревар за параглајдерство, светски куп, светско првенство. Замислете еден англиски меѓународен државен надпревар се одржува токму во Крушево. Значи Крушево е препознатлива светска дестинација во моментов за параглајдерство, но работиме и на другите области и манифестации, се со цел да го промовираме Крушево. Ако ова што го споменавте, параглайдингот е една од препознатливостите на Крушево и она што дефинитивно странските гости, особено сите љубители на овој спорт го сакаат, можеби на некаков начин вие во план да се прошират овие меѓународни купови и посетата да се зголемува на учесници, секако да ги привлечеме странците? Точно така, ние во претходните години имавме неколку параглайдинг надпревари, но тоа беа локални или аматерски. Меѓутоа, со работка секако со Светската параглајдерска федерација на светот, Крушево направивме повеќе меѓународни надпревари. Словачкото првенство, Чешкото првенство, Англиското првенство, Нордик Опен и многу други национални надпревари, така да оваа година имаме 10 надпревари кои се провлекуваат од мај до октомври. А со тоа и се размножува, односно се продолжува туристичката понуда за туристите кои не посетуваат во Крушево, а ние како општина секако сме должни да им овозможиме подобри услови и содржини како би престојувале во Крушево ден повеќе. Да се задржат. Да. Господине Христоски, ако претходно рековте дека Крушево било заборавено и било малку подиспразнето, сега веќе се враќа
духот на градот. Каква е демографијата сега во моментов во Крушево? Па видете, повторно ќе кажам, во изминатите години повеќе млади генерации го напуштаа родното место, почна повеќе во поголем број да го напуштат цели фамилии, меѓутоа во овој момент мислам дека се стагнира таа работа, ни треба уште доста работа, повторно луѓето да ги задржиме, особено младите. И работиме на тој план и ќе продолжиме да инвестираме, односно да возможуваме разни содржини кои ќе го пропратуваат не само туризмот, туку и другите гранки кои кои продолжуваат да работат овие граѓани тука, особено младите. Ако не се лажам, Крушево е еден од највисоките или највисокиот град во највисока надморска височина. Каква е заинтересираноста на компаниите низ цела Македонија, па и на странските да се привлече инвестиција токму во овој град и во овој предел? Она што морам повторно да кажам, дека ние покрај туризмот работиме напоредно и на други потенцијали каде можат да пројават интерес оние кои сакаат да вложат, да го прошират својот потенцијал или да вложат каде што би се продуцирале нови работни места. Во моментот работиме на проширување на индустријската зона која се наоѓа во непосредна близина на Крушево, на околу 9 километри под нашата општина секако, каде своји капацитети пројавуваат повеќе инвеститори и каде ќе се очекувам да се вработат повеќе луѓе невработени кои беа претходниот период и особено младите како би ги задржале. Интересно е што манифестацијата 10 дена Крушевска република од 2018 од минатата година беше прогласена за проект, од најдобар проект од национален интерес. Ќе биде ли така и во 2019? Да, и оваа година добивме во соработка со Министерството за култура и владата на Република Северна Македонија добивме решение каде е од национален интерес 10 дена Крушевска. Што значи тоа, господине Христовски, ајде да им доближиме на гледачите? Па видете, Крушево била прва после Буржуазската република. Имав еден состанок со господинот Јазбец, амбасадор на Република Словенија, и вика, па вие не знаете што имате, вика. Вие после буржуазската револуција, вика, се случува Крушевска република. И тоа сето, вика, треба да се кажува, да се шири, да се промовира. Луѓето живеат во странство, вика, од обични приказни. Вие, вика, ја имате таа приказна, меѓутоа треба да се промовира сето тоа, да создадете амбиент како би дошле тие туристи, потенцијални инвеститори или слично, каде што имаат интерес свој. Работите подобрени сте во делот на промоцијата, она што претходно го споменавме со вашиот тим, секако вклучително и социјалните мрежи, активности, на некаков начин привлекување односно да се слушне низ светот за Крушево, она што го имаме, културно-историското богатство исто така да не го забораваме. За разлика од 2017 година, 2018 година имаме 70% повеќе посетеност во Крушево. Тоа резултира на тие промоции, тоа активно вклучување на промотивен материјал, одење на саеми, сите засегнати страни, еве со медиумите посебно. Многу ни значи нашата промоција за Крушево. Крушево заслужува, повторно ќе кажам, и Крушево му должиме на Крушево на некаков начин и тоа го правиме на разни начини. За разлика од 2018 година, оваа година бележиме првото тромесечие 30% повеќе посетеност. И повторно одиме активно, се вклучуваме, повторно на промоција со поддршка на вакви некои настани, Уенин Крушево, Крушево Будно, ќе кажеме Владко Стефановски го отвора 10 дена Крушевска република и така натаму. Таа е богата програма со многу манифестации, многу спортски настани и многу други различни содржини. Во моментов бележиме велосипедски патеки од 42 километри. Исто тоа е еден вид на промоција каде што ќе дојдат велосипедисти од Европа, од светот, ќе го најдат својот интерес. И сега ако се земе да се направи еден омаш или некаков опис на Крушево, се добива впечаток, верувам и оние кои што го посетиле досега, дека во Крушево речиси да има се. Има планина, има езеро, има природни убавини. Крушево е познато и како местото од каде што потекнува најголемата музичка звезда во Македонија, за жал, почина Тоше Проески, што своевидно стана и туристичка точка во градот. Меѓутоа, вашата визија за она што му фали на градот,
што е оно што треба дополнително да се измисли, да се направи во Крушево Освен да се или задржат да се младите. оспособи, да. Крушево има потенцијал, како во туризмот, така кажавме и на другите гранки, меѓутоа ние како локална самоуправа сме должни да овозможиме услови, а какви се тие услови? Инфраструктурни проблеми има секоја општина. Меѓутоа, ако сакаме да развиваме туризам, мора да имаме проводни патишта, мора да имаме експресни патишта, мора да имаме водовод, канализација, не само во Крушево и населените места, тука се ја сочинуваат општината. Значи, должни сме насекаде да овозможиме еднаков третман и еднакви услови, како и рамномерен развој, како би се развивала целата општина. А тоа го работиме во моментов со изготвување на повеќе од 30 проекти, каде дел се имплементираат веќе. Еве, ние сме прва општина во нашата држава каде го имплементираме проектот од Светска банка од 500.000 евра за авантуристички туризам. Тоа подразбира Ја реконструираме спортската сала со карпа за болдеринг, со внатре содржини за разни спортови. Исто така полетувалиштето. Самото полетувалиште ќе го уредиме така да оставиме впечаток на оние параглайдеристи или спортисти или оние кои не следат да доаѓаат се во поголем број. А во однос на инфраструктурниот дел што го најавивте? Во однос на инфраструктурниот И патиштата секако дел, е важно. патиштата, заедно со владата наша, на Република Северна Македонија, ќе се реконструира патот Кривогаштани Крушево и Крушево Демирхисар, односно Сладуево, веќе е влезен во програмата и одвоени се околу 5,5 милиони евра по мои информации и тоа ќе се имплементира некаде во септември месец оваа година. Очекуваме да се променува општината, не само во инфраструктурно, туку и оние други содржини кои претходно ги најав. Да. Добро, јас се надевам дека не се надевам, туку очекувам Крушево да го прочитам уште на некој таков светски ранг со своите, бидејќи е град кој што навистина е можеби најспецифичен во Македонија, што од својата историска гледна точка, што од својата туристичка гледна точка, што од самата позиција. Културно-историско наследство. Да, Само точно. да напоменеме дека нели споменикот МОМА беше изложен во еден од најголемите Македониумот во МОМА, еден од најатрактивните музеи сепак во Њујорк. Споменикот Македониум е светско четврто ремек дело и е изложено во Њујорк, во познатиот музеј. И не е само тоа, имаме уште 8 знаменитости во Крушево, тука е спомен куќата Плус на Тоше, Тодор Троевски, музичката звезда каде што е претходно најпосетувана и ќе работиме повторно да го промовираме Крушево и во тој дел и така да општината ќе оди напред. Да, градоначалниче, јас моите прашања барем ги завршив. Јана, ако имаш нешто додади. Така не, моето последно прашање за крај би било освен оваа стратегија која што ни ја соопштивте, уште некои дополнителни проекти, секако фокусот на што и неколку пати во разговорот го напоменавме, важно е да се вратат младите, на кој начин би ги вратиле и секако сите поддршката на сите оние активни чинители во самото Крушево. Во моментов работиме на горната училишна зграда, која е исто така од историско значење, каде Никола Карев предавал. Обезбедивме средства преку ИПА фондовите и владата наша, околу 300.000 евра. Таа нејзината намена ќе биде да прерасне во младински културен центар, каде младите ќе допринесуваат со своји проекти, идеи, сугестии. Затоа што ние не можеме се да знаем, секој ќе си дава свој допринос, да ние сме отворени за сите. Секоја сугестија, барање, идеја се добре дојдени за општината. Има ли некои невладини организации што соработувате, да речеме, во овој однос? Во промоцијата на туристичките потенцијали? Има неколку, можам да ги напомена како што е. Во глобално прашањето дали има со граѓанскиот сектор, односно дали имате слухеве како општина, да речеме, за потребите на граѓаните? Имаме одлична соработка со Крушевска жена, каде имаме неколку изложби за своји специјалитети, здрава храна, гастрономијата е тука, но да не го заборавиме и огромното гостопримство на крушевчани. Сето тоа допринесува за поголема посетеност на Крушево. Така е, во ред ви благодариме за одвоеното време и за вашето гостување. Секако еве го најавивме и настанот за викендов, така што има што да посетат нашите граѓани додека ако се во можност, секако и странските туристи. Ви благодарам.
Да, а ние почитувани со Јана го завршуваме овој дел. За кратко 10 минути ќе следи за бавниот дел на 1 ТВ, а вечерва се дружите со Сашо Ордановски овде во студиото. Од нас довидување, се гледаме во среда.